Или кај што се двајца, таму сум јас. Ова утро ве поздравам сите, посебно ве поздравам брат Гајич, кој, од време на време одлучи да биде со нас, да не посете. Поздрав до Повели почесто пати, така? Ние се осеќаме кога некој многу порадосно кој ќе дојде некој од страна да бројката се зголеме. Ова утро повторно ќе имаме една кратка проповед, али целта е да можеме да сватеме и да разбереме која е поента, која е целта. Така да се надевам со помош на Светиот Дух ќе можем да постигнем, да се постигне целта. Како обично, не знам дали имате приметено, почнам со илустрации. Пред да навлеземе во проповедта. Така да, едно мирно после пладне, еден пристар човек, подпирајќи се на својот стап, застанал пред една голема градска порта. Неговите очи се загледаа во нејзината убавина. Висока, бела, блескава, исто како да е бакната од сонцето. Но она што најмногу го привлече неговото внимание, беше стражарот кој што стоеше на влезот, а во своите раце држеше книга. Старецот се приближи до него и со тивок, смирен, глас го праша: Господине, како може човек да влезе низ овие прекрасни порти? Стражарот се насмева и му одговори: само оние чии што имиња се запишани во книгата можат да влезат. Браќи и сестри, овој човеков пат е и наш пат. Сите ние сме патници. Секој чекор не води се поблизу до нашата вечна дестинација. За верните, тој пат води до портите на новиот Ерусалим. Секој верник е повикан да оди по овој пат. Патување со вера, со послушност и трпение. Во Откровение 21 глава 12 стих, Откровение 21 глава 12 стих, вака ги опишува овие порти. Тој имаше високи ѕидови, 12 порти, а над портите 12 ангели и напишени имињата на 12 колена на синовите Израилови. А во Откровение 22 глава 14 стих вели: блажени се оние кои ги исполнуваат заповедите негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот низ портите. Портите не се само украс. Тие се влез во вечниот живот. Влез кој што е резервиран за оние чиј живот е усогласен со Божјата волја. Почитуване, спасението не се добива со дела, туку со послушност, а послушноста е доказ за срце кое е преобразено од верата. Како што Исус рече во Јован 14 глава, 15 стих, каде вели: ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Елена Вајд во книгата Христовите практични лекции, Christ's Object Lesson, на страна 74, објаснува: само оние
кои во овој живот создале карактери по божествениот образ, на крајот ќе бидат примени во светиот град. Овој пат до портите е патување со трансформација на карактерот, секојдневно усогласување на срцето според Божјата волја. Еве неколку библиски примери за оваа патување. Аврам го напушти својот дом верувајќи во Божите ветувања, не знаејќи каде патот ќе го одведе. Значи, верата е првиот чекор кон градот. Јосиф, продаден од браќата во Египет, неправедно затворен, но остана верен, и Јосифовата приказна покажува дека Божјиот план се остварува дури и во искушенијата. Израелците, патувањето од Египет до ветената земја беше пат на послушност, доверба и учење да бидат смирени. Бог ги користеше пустините за да ги научи да зависат од Него. Што да речеме за Исус? Исус го изоди конечниот пат до Голгота, соочувајќи се со отфрлање, со страдање и смрт, за да се отворат портите на небото за секој еден што верува. Во патот кон Христа на 62-та страна вели: патот до слободата од грев е патот на послушност. Одење по патот, тоа се секојдневни избори и духовна раст. Патот до градските порти не е еднократен настан, тоа е секојдневно патување. Секој избор, секое дело на послушност го обликува карактерот на патникот. Исус учеше во Лука 16 глава 10 стих вели: верниот во малку и многу е верен, а несправедливиот и во многу и во малку е несправедлив. Нашиот секојдневен избор е важен во односите, во работата и молитвените моменти. Молитвата е линија која не поврзува со Бог. Даниел, кој се молеше 3 пати на ден и покрај заканата на лавовската јама, читајте во Даниел 6 глава 10 стих, покажува колку е моќен доследниот духовен живот. Преку молитва, нашите срца се усогласуваат со Божјата волја и визијата за небесните врати станува се појасна. Божјото Слово е нашата карта. Во 119-тиот псалм, 105-тиот стих, вели: Твоето Слово е светилник на нозете мои и светлина за патеката моја. Секојдневното изучување ги трансформира нашите чекори. Медитацијата на библиските примери, ветувањата и заповедите ни дава подготвеност да се соочиме со предизвиците на патот. Патувањето не е само лично, тоа влијае и на другите. Во Сведоштва за црквата, том 1, на страна 705, Елена Уајт вели: секојдневно да се стремиме, да бидеме победници, за да бидеме подготвени за друштвото на небесните ангели. Со служба на другите развиваме смирение, трпение и љубов.
карактеристики кои што се потребни за граѓаните на новиот Ерусалим. Патот до вратите не е секогаш рамен. Секој патник се соочува со долини, со планини и со пустини. Тие предизвици, почитуване, не се казни, туку алатка на Божјата пречувствувачка моќ кон нас. Исаја 41 глава 10 стих не уверува. Што вели таму? Исаја 41:10. Вели, не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не воземирувај се, зашто јас сум твојот Бог. Ке те зајакнам, ке ти помогнам, ке те поддржам со десницата на мојата правда. Понекогаш сомнежите се совладуваат со светлината на Божите ветувања, потекнувајќи да бидеме трпеливи. Прво Петрово, првата глава, 6 и 7 стих вели: затоа радувајте се, макар што можеби сега ќе треба малку и да тагувате, поради разновидни искушенија. Та вашата вера испитена да излезе подрагоцена од најтрајното злато, кое сепак се испробува преку оган, за пофалба и чист и слава која ќе се појави Исус Христос. Испитувањата, почитување го обликуваат карактерот на човекот, подготвувајќи го да ја одразува светоста на градот кој го бараме. Чекањето е често најтешкиот дел. Се што Бог дозволува е со цел да не подготви за вечност. Како што пишува во Авакум, 2 глава, 3 стих, вели, зашто видението се однесува на определеното време. Тоа зборува за свршетокот и нема да излаже. Па, иако се забави, чекај го, зашто ќе најде и нема да забави. Почитуване, небото е подготвено за оние кои што се подготвени. Подготовката не е случајна. Таа е намерна. Секојдневната молитва, изучувањето на Божјето Слово, предавање на себе и служба на другите се чекори кои што не држат да останеме на патот. Во сведоштва за црквата, том 1, на страна 705 во оригиналот, вели: секојдневно да се стремиме да бидеме победници, за да бидеме подготвени за друштвото на небесните ангели. Замислете да стоите пред тие врати и, слушајќи го вашето име, прочитано од книгата на животот, и влегувате во град каде што нема повеќе смрт, ниту тага, ниту плач. Како ќе се осеќате? Ова не е фантазија, тоа е ветување. Тоа е ветена награда за оние кои што издржале до крај. Поминаа многу години и тој пристариот човек од уводната илустрација конечно се врати пред портата. Но сега не е во визија, туку во реалност. Стражарот сега со посветла насмевка ја отвара книгата и го наоѓа неговото име
и му вели: добре дојде дома. Солзи му се појавуваат во очите, додека велегуваше. Патот беше долг, но секој чекор беше вреден. Браќи и сестри, сите ние сме на патот до вратите на градот. Прашањето не е дали вратите се реални. Тие се, туку дали моето, дали твоето, дали вашите имиња ќе бидат пронајдени во книгата на животот. Да одиме верно, да ги чуваме неговите заповеди, да веруваме во неговата милост и да не се вртиме назад. Тоа е моја искрена желба за секој ден од вас. Амин. Ви реков.